Па изминатите години и пол, ако некој соработуваше со ДУИ, тоа беше ВМРО ДПМНЕ во парламентот. Колку пати им поминаа закони за кои што беше потребно двотретинско мнозинство. Еве слушнавме изјави од страна на челници на ДУИ дека имало иницијативи за средби и соработка пред изборите. Тоа го кажа Бујар Османи. Секако нас не обвинуваат кога јасно кажуваме дека немаме никаква коалиција, ниту со ДУИ, ниту пак со Левица. И на ниво на градот, кога на советниците на ВМРО ДПМНЕ тоа им беше потребно, коалицира со Левица да го блокираат градот повторно. Така да, мислам дека тие лаги сега не поминуваат поја. Ние не бараме многу. Бараме чисти улици, сигурни тротоари за нашите деца, град без глутници куќиња, функционални улици и доволно паркинг места, осветлување, чист воздух, што ни фали на сите, и зелени површини. Бараме паркови каде што се слуша смеја, не само од децата, туку и од нивните родители и задоволни семејства. Тоа е мојата визија, тоа е нашата заедничка цел. Нивните лакеи заедно со нив се борат да се обструираат овие истраги, подкрепени со докази, за да можат оние поранешни функционери во владата на СДСМ и Демократската унија за интеграција, кои што ја крчмеа, понижуваа, распродаваа, разнебитуваа Македонија, да одговараат. Но имам лоша вест. Локалните избори за отприлика 1 месец од денеска ќе завршат. И овие ваши лакеи во обвинителството и судството ќе бидат сменети. А потоа ќе дојдат вистински обвинители и суди и вие ќе одговарате. И ќе бидам достапна за секој граѓанин да ги слушнам вашите потреби и проблеми и заеднички да ги решаваме истите. Секој граѓанин е важен. Секој граѓанин заслужува да го добие должното внимание, да биде слушнат, да се разговара со него, да се разменат идеи, мислења и предлози. Вие, граѓаните на општина Неготино, заслужувате на чело на општината да биде личност која што ги исполнува своите ветувања. Самото инстинктивно чувство на народот дека на некому се прави неправда ни носи бенефит и затоа нас не остануваат дебатите во кои што треба да ги издоминираме нашите политички противници и ни остануваат социјалните мрежи каде што ќе треба да споделуваме, шеруваме видеа од нашите кандидати и ни остануваат улиците и затоа ве замолувам да имаме силна теренска кампања, нашите флаери, нашите програми, нашите вестници да стигнат буквално до секој член на вашите семејства, на вашите пријатели, на вашите комшии, со цел да видат дека не има. И после овие избори Левица треба да се позиционира како втора партија. Прво што ќе направам додека станам градоначелник, дека обранувајќи дел, прво према источниот дел, со патната инфраструктура, бидејќи таму стварно е греото да се збори дека стварно се уште газиме кал. Во село Бојковци постојат 3 улици, во Еватовци 1, во Бунарџик се 2, значи што не се асфалтирани. Паркови има направено само во Марино, за жал Илинде нема парк.